Само со копија од лична карта и барање заверено на нотар, граѓаните ќе може декларативно да го сменат полот од маж во жена и обратно. Вакви измени во Законот за матична евиденција предложи владата, а истите според информации на Алфа, веќе од вторник и тоа со европско знаменце ќе се најдат пред пратениците. Копија од лична карта на барателот за правно признавање на родот. Изјава од барателот за правно признавање на родот заверена на нотар во форма на нотарски акт, дека родовиот идентитет не е во согласност со полот назначен во матичната евиденција во моментот на раѓање. Членот кој ќе биде додаден доколку пратениците го изгласаат овој закон, ќе ја допрецизира дефиницијата на родовиот идентитет. Родов идентитет представува внатрешно и индивидуално доживување за род на секое лице, кое може или не кореспондира со полот кој што е одреден со раѓање, вклучително личното чувство за телото и други манифестации на родот, како што се име, облека, говор и манири. Опозицијските партии реагираа дека со овој закон може да се создадат услови во иднина да се измени Законот за семејство, со кој се регулира брак и семејството како заедница меѓу маж и жена. Алијанса за албанците и ВМРО-ДПМН со образложение дека се посветени на зачувување на семејните вредности и институцијата семејство и истакнаа дека нема да го поддржат овој закон. Ниту сега владеачката алтернатива не се согласува со предлог законот на владата. СДСМ пак се правда дека овој закон бил со цел да се заштителе граѓаните од судски одлуки во Страсбур, што ќе влијаело и на заштитата на државниот буџет од тие судски одлуки. Дуи засега не го соопштува ставот.